Државниот јавен обвинител се бира со мандат од 6 години, што значи го надминува мандатот на една власт. Смислата со мандатот од 6 години значи надраснување токму на политичките концепти. И се согласувам со дискусијата на пратеникот Артан Груби дека е многу важно кој е јавен обвинител и никако не е сеедно, како што тој рече, дали е Марко или Жарко, затоа што ова е една од најважните функции во правосудниот систем, функцијата јавен обвинител. Јавниот обвинител Марко Зврлевски на ова функција е назначен од 2013 година по добивањето на позитивно мислење од страна на Советот на јавни обвинители, како личност кој со својот претходен ангажман се докажал дека е достоен кандидат за извршување на оваа одговорна функција. Неговото богато искуство во обвинителската работа секојдневно го применува во својата работа во јавното обвинителство, во менаџирањето на јавното обвинителство на Република Македонија и во спроведувањето на реформските процеси во обвинителството. Но очигледно сето ова на некој многу му пречеше. Зоран Заев, уште истата вечер, по завршувањето на конститутивната седница, кога сите очекуваа да најави проекти, инвестиции, просперитет на најавуваната така наречена реформска влада, Зоран Заев прво што изјави како премиер беше дека ќе бара оставка од јавниот обвинител Марко Зврлевски. Само пред неколку месеци пред изборите Зоран Заев и неговите блиски соработници пред граѓаните на Република Македонија јавно ветува дека јавниот обвинител ќе се избира по предлог на опозицијата и никој политичар нема да може и нема да има право да влијае врз работата на јавниот обвинител. Лицемерие и популизам, какво што впрочем сме навикнати да гледаме од страна на премиерот Зоран Заев. Но во овој случај Зоран Заев е исплашен. Исплашен е од кривична одговорност и се надева дека преку најавите за смена на јавниот обвинител и реизборот на суди ќе ги исплаше сите оние кои треба да ја разгледуваат неговата вина. Во државата имаме толку поважни работи за кои што треба во овој момент да се расправа. Но на единствениот аболициран политичар му е единствено важно и овој пат да биде ослободен од сите криминали. Токму заради избегнување на притисоците кои ги имаме во најава, а и заради тоа што и самиот Зоран Заев го ветуваше истото, ВМРО-ДПМН поднесе предлог на закон за изменување на законот за јавно обвинителство по скратена постапка. Благодарам.